Ова е добра. Не јас. Не ми се сиѓа мене, баш таа друга на онаа беше подобра. Не бе, ова е супер, види каква е. Бога ми, оваа да. Оваа и ништо друго не ти треба. Оваа цел живот би ја чувал. Цел шо... Ја често ги менјам да ти кажам. Како? А жена ти шо вика? Шо бе жена ми? Ја кажувам, не кажува жена ми. Една ваква да закачам. Чекај бе, оваа не е ефтина. Не бе, не има поевтина, оваа не е ефтина. Чекај, па вика, не бе, не може $30 со шипинг, вика. Добре. Па дај тогаш ја да земам. Гледате Еден на еден сезона 7. Вечерашен гостин Горан Михајловски. А сега вашиот домаќин Жарко Димитриевски. Браво, 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 браво! Нова епизода од Еден на еден, јас сум Жарко Димитриевски, ова се Пеперминт. Пајаче славел многу Свети Трифун, очигледно, нели беше Свети Трифун скоро. Вие кај бевте? За Свети Трифун, Свети Валентин, не знам, шо дома беше, да, со овакво, вие другите тука? На стадион за сама да си? Што си? Добро. Вчера петок, решив да излезам па ја, бидејќи не излегов за Валентинова, си викам ајде да излезам и бев во диско прв пат после долго време. Yes! Диско! Но трагедијата е бидејќи ништо од ова не е заплус. Ја видов дека работите многу се смениле во диско. Не знам, сте биле во последно време? Да видите како е? Не е убаво. Не е убаво, луѓе. Значи, кога ќе влезеш кај нас во диско, ти се чини дека во кафана влагаш, трешти народно, брате. Истите тие што свират по свадби и во диско свират. Истите се тие се. Плюс, тренд некој станало во меѓувреме во градов, верувам и секаде да се оди прво во кафана, па после да се оди во диско. И има нус појави, поминува некој покрај тебе, корне на кебапи. И мале другото ти се пријадува, бе, човече. Да, и пази, сите што се такви, имаат една фраза, онака што ја користат сегде, ти доаѓа, ти прави муавет, тебе фацата не може да ти се воздржи вака го слушаш, и ти вика, брат, извини, во кафана бев. Мислам, луѓе, тај да не се резилиме барем, нека измислат барем некој парфем, нека измислат некоја колекција, некоја нова, замисли рекламата каква би била на нешто слично. Например, иде, нека му се пријаде на пола град. Бидете уникатни со новиот парфем. Компир манџа. Или нешто вакво. Само за навистина секси жени, за оние кои имаат многу додворувачи, новиот парфем Макало со лук. И пази. Пази. Како е видеото? Оди некоја женска таква секси по улица, сите бегаат, само еден ја чека таму на крај и она оди до него и доле иде текст: само вистинските ќе истрпат Макало. Значи, во диско, во денешно време на врата, овие од обезбедување треба озонери да имаат, од оние за соби. Знаете, од ние големите доаѓа, си претерал, отвори уста. Значи, секогаш на шанк друга работа што се случува, освен ова со кебапиве, секогаш на шанк има девојчиња, онака исти што сте. Знаеш, не знам зошто се облакате така. Исти женски седнати, бе, човече, 4 заедно, како близначки. И секој ден во диско се на истото место на шанкот, исто седнати, ковработени да се таму. Малку, знаеш, како жири комисија делуваат, некој влезе, они го проверуваат. Тато целите. И една трга на кај веце, сите одат на кај веце. Знаеш, валјда да се сликаат со тоа плочките позади и 2 по 2 за рака се држат, пази што идат. И пази, додека идат до веце,
секогаш се пресрдечни со сите. Здраво, срцка шопре, те неам видено, ајде да се видиме, ајде звони, ај ке те барам, никад нема да ја барам. Никад! Ја не знам како прават муавет само у диско. Урла музика, они бамбара, бумбара, само зборат нешто. И многу пати кога ќе заврши песната, значи кога ќе заврши песната, само ова се слуша. Тупци, ту. Абе, наде, знам ја. На моменти во диско не знам дали сум пијан, дали халуцинирам, да не ми клава дрога во пијачката. Значи, гледам, може 30 женски што се исто облечени. Не овие 4 на шанк. Абе, цело диско ги гледам исти. Ја не знам на калап ли ги прават. Кај е калапот, мене ме занima. Да не е триумфална порта. Знаеш, одат по триумфална и сите исти излегуваат. Можда. Јајца на јајца, човече, у црно кратко, у кавишникли исти. А нешто да ја прашаш, не дај Боже, праша ја, пример, кој врв е највисок во Македонија, ќе ти рече водно. Или кои ќе се договараат за излегување. Например, тоа е зафат, бе, тоа е проект. 4 другарки се договараат за излегување. Значи, едната, што ќе носиш? Онаа маичката белата што пишува факми. Леле, супер, ја ќе носа онаа маичката, ајма бич. Леле, топ. Значи, ние топ, ние супер, ние добро. Топ е само тоа што родителите не ви знаат англиски, инаку нашо ќе излезевте од дома. На! Ајма бич. Ајде да кренеме рака. Кој славеше Валентин? Никој. Кој славеше Трифун? Има алкохоличари во публика. Пази, има огромна разлика од влюбен и пијан. Огромна разлика. Например, време вечера, замислете си. Влюбениот, што вика? Злато, ти подготви вечера. Сега малку ќе бидам Зафирчев. Ти подготви вечера со вино, тирамису, со цимет. Калиопи, цмок. Пијаниот, например, како се понаша? Дај мори направи таму сланина, нека има мрсно, колбаси со прастави, нека се испржат плескавици, уштипци, мрсно да има. Има разлика. Пијан се однесува различно од влюбен и во однос на пари. Да, например, кога сте влюбени со девојката, ќе си правите муавет, например, Душо, сега кога ќе земеме плата, можеме да одиме до Грција на викенд, одиме Икеа, земеме за дома полици, на мајка ти ќе купиме онаква ламба кремаста, каква што сака, висока, да. А кога си пијан, шо преш? На ти пари не ми враќај кусур, дај уште 1 литро и дај за сите да пие кафана. Ве сакам, ве поштувам. Плагете онлайн со картичките на Стопанска банка, а ако ви треба нешто за рециклирање, тука е пакомак. Господине Мешевски. Како е? Господине Мешевски ве видов во Маврово. Многу убаво, така? Многу убаво. Ќе си одиме пак. Обавезно. Ајде, дај Боже да врне некој снекче. Чао, Мешевски. Чао. Чао, вице-премиерот Мешевски беше тоа. Сега што имаме тука да видиме во сценарио? Ѓоко, што има во сценарио? Телефон. Океј. Ало. Ало, Жаре. Не е Жаре, грешка си. Како не е исти мутав глас ко него имаш? Абе не е Жаре у Америка отиде Жаре, си отиде, толку е, го нема. Каква Америка? Америка државата. Па не е држава Америката, 2 континента се, јужна и северна. А чекај, сега знаеш вакви работи, а на квиз која ми се јавуваш таму не знаеш да кажеш ни да. На кој квиз, па нели не си Жаре ти? Па се кажи бе што сакаш ај ти мајка. Жаре, од Америка ли се јавуваш? Да бе, спасо во Америка, сум сакаш нешто да ти купам. Една шолја да ми купиш. Аман спасо со тие шолји. Значи не ти е ли срам бе да бараш шолја? Тебе нели ти е срам до Америка да бегаш ради една шолја? Спасе? Да. Смрт или слобода? Уј, како? Смрт или слобода? Кој е? Даме. Повели. Цел ден вртам у тоа комисијата, не можам да добивам. Оваа комисија за образование што ви е. Па зафатени се, отвараат нешто нов универзитет имаат.
Баш за тоа се ево. Тука Даме. А кој даме, извини? Даме од учебник историја, 8 оделение. Добро, ја не учев многу, ама знам кој сте. Повели даме, повели. Ке те замолам Добро? да скокнеш до комисија и да ги Окей. замолиш. Океј. Ја ги гледам овде на телевизија, имаме сител. Сакаат универзитетот да се вика Дамјан Груев. Така е. Да им кажеш така да не го викаат. Никој не ме вика Дамјан, Даме ме викаат. Добро? Мене Дамјан мајка ми ме викаше кога немаше да го дојадам ајварот. Добро? Така, и кажи им, се слушаме, све пратиме овдека, сите сме тука. Добро. Ти, добра ти е емисијата, Фала. посмешен можеш да бидеш. Океј. Собрани сме со Ибе, со Гоце, со Аце, сите. Кој, чекај, извини, кој е Аце? Аце македонски. Сабе се измешано, ме слушаш да ти изборам. Он мигрираше, мигрант беше, Добро. Од кај каде? беше сместен у тој дом од лош, со мувла туша, да ужас. Значи нема кај да се избањаш. Добро. Што да ти изборам? Па дојде кај нас, го реновираа домов кај нас, знаеш, цел блок изреновираа. Добро? И сега ве гледаме телевизија, се смееме, Супер, те супер. поздравуват, ете. Слушаш Гоце, Фала. го слушаш? Кој? Гоце? Гоце, да. Слушај, он ми е идол, имам слика со него у канцеларија, кажи му дека и јас го разбирам Пее, светот. да беше стрела, пее, слушаш, пее. Тој Гоце. Добро, поздрави го и него. Одма да те провериме, сакам. Кој уредник си ти, кој новинар? Одма да видиме дали ќе распознаеш вистински од лажни вести. Може? Овде се. Документи што имам за него. Види. Че ако ти не збориш, нема да мислиш дека и други веќе кјутат. Друже, ти стварно мислиш дека ќе го најдете? Зошто не би го нашла? Па не сте единствените што го бараат. Го бараат и други. Кој? Цела Македонија го бара. Види, тоа се уште мене не ми кажува кај се наоѓа. Он го има насегде у светот. Кај тебе дома, кај мене дома, кај мајка ти дома, кај сестра ти. Сегде го има. Одговори ми нешто. Вистина е тоа. Што вика дека он е полн со нешто, со билки. Кој? Билки? Какви билки, човече? Тоа се специјално одбрани билки, берени се билка по билка, по билка. Зашто си толку лојален кон него? Тоа е како сите други. Не. Тоа е природен. Кажи како се вика, бре, кажи како се вика. Чај од липа. Што не кажеш, бе? Што не кажеш, бе? Ја вакви глупости пијам цело време. Нема врска, кажи што сакаш, ајде. Ништо бе, друже, само еден чај за мене. Рековме све што сакаш. Па чај сакам. Добро. Не те видов тука. Дали знаеш дека на интернет може да нарачаш се, од игла до локомотива? Само си седиш дома и си нарачуваш онлайн. Ова овде, месо од еднорог, го нарача вчера. А ова овде, ова е прамен од косата на Джастин Бибер. Земи, си нарачав и точаче. Точачето е прекрасно, само малку му е утна величината. Јас нарачав XS, а требаше да нарачам L. Не е утна величината на овие прекрасни спидов купаки, да. Како? Морало дека нема да ги облечам, срам да ти е безобразен, еден сакаш да ме настинеш. Но нема да ме настинеш ако ја видиш оваа јакна. Таа ја нарача вчера за само $19, а вие се уште купувате надвор таму како некои аматери. Абе, онлайн се бе, луѓе. Онлайн се. И ја сме назад во емисија, продолжуваме со гостин. Имаме супер гостин, човек кој што го знаете како долгогодишен новинар, долгогодишен уредник на дневниот вестник Вест. Буквално еден од најпознатите новинари во Македонија, нема што посебно да го нејавам. Горан Михајловски, ево еден е. За прв пат. Ај си? Горан Михајловски повели седи. Чека да ти идам, што? Need new haters, the old ones are starting to like me.
На некој Специјално се спремни. на некој посебно да не мислиш. Не. Кој те засакал бе од хејтерите да чујам? Не Кажи знам, не кој. можам сега да спорам така. Ајде работи. бе, бегај. Одма да те провериме сакам. Кој уредник си ти, кој новинар? Одма да видиме дали ќе распознаеш вистински од лажни вести. Може? Ајде. Ајде да видиме три вести. Три вести. Значи не знаеме кои се наслови. Не знаеме дали се вистински или лажни, не знаеме. Ајде да видиме вест број 1. Путин е вонземјанин, не знаеме со кого си имаме работа. Тоа е прва вест. Добро, лажно. Втора, лажна мислиш дека? Да. Ајде, добро. Црна мачка за 15 минути потрошила 1000 евра за шопинг. Па може да е и вистинита. Мислиш, чекај да видиме. Добро, и трета вест. Нема да ви се верува со кого Никола Груевски го гледаше финалето во Европско на ракомет. Ова е будалаштина. Лажна е, мислиш? Не, ова е будалаштина, не е ни вест. Чекај. Значи, Не како е? сам нема да ви се верува. Нема да ви се Погледнете тука. Точно. Така. Нели очите ќе ви паднат А, кога да, ќе видите. да. Две се вистински, стварно. Која е лажна? Кој е лажниот наслов? Ајде. Црна мачка. Црна мачка? Да. Таа мислиш дека е лажниот? Ама Ајде да ми видиме. верува. Ајде да видиме. Кои се двете вистински? Путин е вонземјанин, не Да, знаеме тоа- со кого да, си имаме да, работа. будалаштина, да, така. Добро, и дојде другото. Црна мачка. Вистински било вест. Што кажува тоа за новинарството, еве ти? Па Процени. добро, мора да има и вакви работи. Па мора да имаш. Мора да има и вакви работи. Во вест имаше вакви работи или? Имало. Не биле главни, меѓутоа Си имало и тоа, а? Кога правиш вестник, мора да ти биде комплетен вестник. Што значи тоа? Тоа значи дека мораш да имаш од политика до спорт, до забава, до естрада, Чекај, до сегде ли мораш до да имаш лайф, или само во Македонија? секаде. Секаде Значи е тоа све така? мора да е комплетно. Ти ако продаваш комплетен производ, значи мораш да им се приближиш на сите читатели. Ако имаш вестник што ги нема сите работи, пример нема таблоидни работи, тоа го сметаш за каков вестник? Сигурно нема да речеш лош, така? Не, нема да речем, а би рекол дека е здодевен. Не би зборал за таблоидни работи, туку би зборал за вести кои што се обработени на малку поинаков начин, на што може би наликува на таблоид, меѓутоа тоа е веќе финта за привлекување на читачка публика. На луѓе што викаат дека вест беше таблоид, што им кажуваш? Ништо им се смеев. Значи не се слагаш апсолутно. Па не се согласувам да. Прво не можеш во Македонија таблоид да направиш бидејќи секој за секого знае се. Значи не би успеало таблоид. Не би успеало. Секој за секого знае се. И второ имаме ние многу, да речеме, бидејќи секој за секого знае се. Да. Од морални причини, од етички, А, ќе те те разбирам. замоли, не знам, мајка ти, немој за комшивката, немој Да, ке фризерката, тоа, па зашто, па како јас ки погледнам во очи и така. Ке рече Каролина, не го објавува тоа. Така е. И Па ти ќе се нема- расправаш со Каролина едно пола сат, па после тоа уште пола ден. И на крај ќе го објавиш, ама така ќе го омекнеш да биде ни вода ни киселина, а таа ни вода ни киселина ти е бљак. Дај да почнеме за ова што е најактуелно кај тебе, а тоа е дека си замина после 15 години во вест, ретко си на интервјуа, не излегуваш многу по телевизија, Не ме тоа ми бива, е не ме бива за на телевизија. не те бива. Тоа е причината? Да, тоа е. Не А те викаат? Те не се- викаат? Не, јас не се чувствувам комфортно кога сум на телевизија. Тоа значи дека треба да се осеќам почестен дека дојде, така? Ти благодарам. Ти благодарам. Ова ми се допадна. Ајде да се вратиме на почетокот. Значи, како се реши, тоест како дојде да се основа вест во кратки црти, кажи? Ние бевме дел од Вечер. Јас бев тогаш главен уредник на Вечер. Вечер беше прилично успешен вестник во тоа време. Колку продаваше во тие Па години? продаваше и 60.000 тираж Машалла. сигурно, меѓутоа Машалла. ние и со Касандра, ако се сеќаваш на времето, ја Правите објавувавме будалаштини нешто, со, да. постерчиња, чуда. Доаѓаше и до 100.000. Оф. Тогаш не бев јас главен уредник, меѓутоа тоа беше вестник кој што беше добар. Така. Бидејќи беше државен вестникот, бидејќи почнавме да се сочуваме со проблеми, нема плати, па сакаме да се одвојуваме, па пробувавме да се одвојуваме. Ама и не претходно можеме да имаше се некои одвојуваме. што направија приватни вестници. Имаше пред тоа се одважија Дневник мои се колеги. направи. Дневник се направи, па потоа се направи утрински вестник Така. година дена пред. И што И на викате крајот вие, на ајде и крајштата ние. рековме дајде и ние да правиме. Колкава Да група направиме, хора? па бевме околу 15 до 20 души од Вечер кои што Поприлично. веднаш го направивме вест и А добро, со стартува. колку луѓе се отвара вестник нов? Колку од старт бевте заедно? Повеќе од Од старт 30? бевме повеќе од 30. 34-5 луѓе, да. Не е играчката.
А не играчка, тоа е тоа што го зборевме на почетокот, дека мораш да имаш се. Значи, Така. друга е ти политика да тераш само, ама ти мораш да имаш новинари кои што ќе ти бркаат естрада, кои што ќе ти бркаат спорт, кои што ќе ти бркаат лајфстайл, кои што ќе ти бркаат животни теми, кои што во Македонија не се покриваат баш како што треба, барем според мене. Финансиски како се снајавте? Како така сега еве се оделуваме од вечер и пари од каде? И Зашто пари- знам дека вестник е скап спорт. И пари после една година ни помогна Фешпет, влезе. Го откопи фактички тоа што ние Аха. пробавме да го играме А на почеток секој од своето? На Како? почетокот бевме само двајца, јас и еден колега, кои што пробавме да го направиме тоа брзо. Заглавивме, влезе. Де си издржал многу, а? Не се издржува, јас не сум ни бизнисмен, знам да го правам да Знам да бидам правам новинар. весник. Да, знам да правам вестник. И многу брзо, после 3 години, имавме среќа што дојде германската групација ВАЦ Тука и више реши беше да ги преокрет. купи, да, реши да ги купи и утрински вестник, и дневник, и Ти вест. го продаваш својот Неков не. дел на ВАЦ или не? Јас Кога не го купува продадов ВАЦ тогаш. вест? Не Не, го продадов, си го останав, задржуваш? бев малцински Е, собственик. зошто не го продаде фул, пример? Зошто? Јас во почетокот сакав да го продадам, бидејќи се подлажав дека можеби ќе заработам. Што да доаѓа странец купува? Да. Они инсистираа да останам. Значи имав дури и преговори, од ме носеа и во Германија, преговарав за да го продадам, тој инсистираа да останам. Има една политика во куќата, знаејќи дека главниот уредник ќе се грижи како домаќин за вестникот, знаеа дека вестникот ќе оди напред. И бев прилично среќен. Мислам, во тоа време беше тоа така, убавите денови на акциите, да ги вестник. речеме, до кога ги чуваш? Во вестник? До пред 4 години, откако ВАЦ си замина, ВАЦ реши да си оди од А зошто си од цел Западен Балкан. Па не знам, Комплет, тоа беше туто некоја, комплетот? не знам, некоја нивна бизнис одлука, си замина и од Бугарија, и од Македонија, од Романија, од Србија. Прво дојде Орка Холдинг, а потоа... Орка, има добро, уште- Орце Камче, ви фактички не му ги купи, продаваш да. акциите? Така беше, да. Така, аха. И тогаш, да речеме, наплаќаш за тоа што си работел години Сега или? наплаќам толку колку што сум наплатил, мислам дека пристојно сум наплатил. И пак остануваш да бидеш уредник. Па останувам да бидам уредник затоа што вестникот беше најтиражен, вестникот беше успешен, вестникот очигледно секоја година или секогаш имаше нешто ново да понуди на пазарот. Вест е успешен, уште од 2005 година сме најтиражен вестник во Така. Македонија. А уште како сме си викаш, а? А, да. Видиш, па, сега беше... Види, види, вест е мојот чедо, така што може би и друг пат ќе го гледам така. Точно, во право си. Ај, сакам пак да те вратам на таблоиди. Што викаш дека не може кај нас да се прави таблоид? Ти си секој ден фактички одиш по ивицата. Точно. Дали ќе преминеш во таблоид или ќе бидеш малце премногу озбилен и ти цело време треба да мислиш Да хендлаш тоа. и прилично е тешко да се прави. Мислам дека е полесно да се направи условно речено сериозен вестник, значи во наводници го велам, бидејќи нема сериозни и несериозни вестници, има професионални и непрофесионални. така. Ние ги ова што го правевме и што им личеше на многу луѓе како таблоид, ние го правевме професионално. По принципи, по стандарди. По принципи новинарски, по принцип на секогаш да има втората страна, по принцип никогаш да не навредиш некого. Секогаш да има секси кјоше. Секогаш да има секси чоше, затоа што и тоа е дел од нашиот живот. Да. Ај, кога сме читале секси кјоше, а? Кога сме кај тоа, како дојде да има секси кјоше во вестник, мора некому да му текне тоа? Идејата за секси чоше дојде од жена ми. Како бе така? Така, ми рече, Горан, вика. Горан, знаеш што, ја имам вика, да поделам ова- некои совети. Шега. Вика, оваа страницава, кај што имате за домаќинки работи. Аха, Значи, добро. ќе се шминкате вака. Па ќе се, не знам, рецепт на денот Аха. и здрава храна, убаво вежбајте вака, така? Добро. Вика, ова вика го читаат во фризер, во фризерници. Добро. Значи вика вие ќе земете, ќе ставите тука едно секси ќоше вика, сите ќе се прават дека читаат рецепта, уствари Шминки, сите ќе го чуда? читаат секси ќошето. И така Добро исто. размислување. Така што беше тоа малку и
маркетиншки потек. Бога ми маркетиншки, браво за сопругата, убаво размислува. Се на се тоа искочи како добра приказка. Бренд ти стана. Па малтен, си стана така? бренд исто како што е бренд изграбчи го денот. Ние почнавме со зграбчи го денот, нели? Имавме многу напади заради зграбчи Имаше го денот. зграбчи го денот без секси кјоше доле. Да, Имаше, да. така? Ние почнавме со зграбчи го денот, тоа беше моја идеја уште од старт. Дневен вестник до тогаш немаше така сега, голо, така? ова која веќе сме кај таблоидите, значи Сан има гола женска или на насловна на трета страна. Добро. Има. Кај нас премногу сме ние конзервативни, Аха. а и сакаме да бидеме малку, да кажеме некојаш и озбилни Так, работи. И реков дека е безазлено да ставиме гола женска, На средина. зграбчи го денот на средина и така почнавме. Уствари зграбчи го денот исто беше Морам да те прашам. брендот на Веста. Кој ги бираше девојките? Пример, кој доаѓа на работа и работа му е да најде гола женска да стави во вестник? Која професија е тоа? Работа на графичките дизајнери. Аха. Јас не им се мешам во изборот, само некогаш знаев да промрчам ова вака ми се свиѓа, не ми се свиѓа, ама у принцип и ден денеска, значи Добро. ако го отворам зграбчи го денот, знам кој каква Кој графичар на смена? врз основа на афинитетите кои што Како бе така? се така е. Например, секој си како знае. знаеш Па, дека е например, перо, Па сега едниот повеќе сака да пример некоја со вака надарена во градите, Аха, а друга некоја со подочњаци поголеми, некоја Е, со така. уши, Баш така. Браво, бе. Видиш? значи имате работа која што треба да ставите на насловна, така? Така. И викаш, ова е за насловна, ама знам дека ако ја ставам на насловна, ќе ми се јават. Кај Кој него го не рекол? можеше да се добија никаква информација, за све се жалеше, за све плачеше. Лицата кои најчесто биле на насловна на вест е Благица Павловска. Така е. Така е? Па да, била. Била 10 пати или не? Не сум броел, меѓутоа знаеш, а? можам да кажам за Благица Павловска дека Што? е И он има големи еден од подочњаци. ретките професионалци во Македонија. Да? Да, еден од ретките професионалци. Значи Во тоа која што го смисла? работи, во тоа што го работи. Тоа што е она фолк звезда, Добро. таа е еве. Еве, да, ова е... Мислам, какви подочњаци Значи, само погледнете. Не е спиенат 5 дена. Значи Благица Павловска беше подготвена секогаш да излезе на насловна страна кога имаше нешто да каже. Да покаже. Да. И да покаже И да каже, да. И да каже. И ние сме и благодарни на Благица Павловска, бидејќи уште кога И ние сме им благодарни на... па за тоа и сте го купувале вест. Значи кога го стартувавме вест, си ставив јас некоја да речеме некој лимит, дека би бил среќен кога ќе стасам до 10.000 тираж. И решаваме на 31 декември да направиме една фотосесија со Благица Павловска, у која што ја натеравме Благица Павловска да направи фризура со лампиони и се сликаше во када, дома. А кому му текнува таа идеја? Па седиме и си правиме муабет на колегиум. Колегиумите во Вест беа многу забавни. Добро. Значи тие беа ние бевме едно тело, вака заеднички сите растевме И и сте ја едноставно правите кога муабет? еден ќе лупне нешто или кога ќе каже некоја идеја, сакаме Благица Павловска, Со другиот лампиони во вика када. добро Благица Павловска, ама како е? Па Благица Павловска во када. Ама сега Благица Павловска Уште во нешто када, фали. дај уште нешто. А да направиме фризура па да ставиме лампиони, Јао. а ќе сака ли Благица, па после се Значи бара не е Благица. идеја на еден, него тука сите не, нешто... тоа беше одлична тимска работа и мислам дека затоа беше успехот на Вести и затоа и до крај правевме белја додека не си заминав. Еве, и ја ставате Благица и стигате, значи, 9.000 14.000. тираж. Од 9 негде на 14. 14.000 Значи, Благица Павловска. само една И слика тоа Благица треба, и толку. значи да. Не беше една Браво. слика, имаше цела фотосесија внатре. Ама добро, еден број го менува тоа. Па треба потоа да не ги разочарате читателите, значи да продолжите во истиот стил. Аха, Значи аха. не секој ден Благица, меѓутоа морате да имате барем еднаш неделно нешто шокантно, нешто скандалозно, нешто што ќе се збори, нешто што Така. ќе ве озборуваат. Така што А Горан, тие насловни платени ли се или не се платени? не се тие се наши насловни. Мислам апсолутно како платени. Па во Мислиш, смисла Благица спонзорирани? и добива ли хонорар сега конкретно да не се фаќаме, ама дали воопшто тие што се Никогаш на насловна- никогаш не сме платиле хонорар Не, за Аха, никого, аха. да. Вистина е тоа што вика дека фолкерите се не знам многу по професионални или да ги речам. Апсолутно. Секогаш се спремни да кажат нешто, секогаш се спремни да направат Што значи да фотосесија. разбираат шоу бизнис? Да. Веројатно тоа доаѓа од оние кафански
дружења, од интеракција со обичниот народ. Значи, тие повеќе, мислам дека го чувствуваат она што им треба на обичните луѓе. Кога ќе одите во кафеана и кога пеете, например, во кафеана, предпоставувам дека повеќе го чувствувате духот на слушачите тогаш, да речем. На публиката. На публиката. И затоа, мислам дека сакаа да бидат на насловна страна, секогаш беа подготвени, не се лутеа дури ако нешто сме им сгрешиле. А кои се поттерсене? Политичари, пример? Еве по-лутковци, политичари или пеачи? На Политичари знаат да се јавуваат? Да, викаат? да, апсолутно. Значи немаат гајле, Во последно време па ептен се јавуваа. Стварно? Да. Ајде, има некој посебно што замарал на телефон? Па лично не, меѓутоа преку менаџментот, да речеме, најтерсене за работа, односно најмногу спречуваа, да речеме, текстови беа Никола Тодоров, Нино. Диме Спасов. Диме? Да се чудиш, меѓутоа Диме Спасов беше многу јак. Кај него не можеше да се добија никаква информација. За све се жалеше, за све плачеше. Човекот дигна паника затоа што сакавме да објавиме со кого е женет и зашто е женет и мислам заради сопругата него. Затоа што била сопругата внука на Лазо Колишевски, сакавме да правиме една одлична приказка од тоа, нели имаме reconciliation, помирување, и сите тоа е приказка, нели? Комунисти, антикомунисти се споиле после. Не отиде. А не отиде. Ја спречи Диме Спасов, да. Ајде, па еве сега отиде. Ајде. Сега мене ќе ми звони Диме Спасов. Пошто ти више не си увестен. Ај. Добро, а ме спомна сега јавување од менеджмент. Што значи тоа? Менеджмент како звони? Еве, нив некој им се буни, така? Да речеме. Сега ти кажам наједноставно. Правиме тема сега за нешто. Добро. Да речеме. И викаме ова треба да се провери како и секој нормален новинар. Се јавуваме во служба за односи со јавност на некое министерство, нели? Така. Таму има еден куп луѓе кои што работат, меѓутоа комуницираат само по мејлови. Сега многу вработуваат иначе. Да. И кога ќе го поставиме прашањето, Добро. после тоа меревме за колку време Добро. одговорот нема да стигне кај нас, туку ќе се јави Во некој од менеджментот, за да ни рече па таа тема, што ви текна сега таа тема, па таа Што е вие глупава се тема и обложувавте така. кога ќе зазвони телефонот. Во еден случај дури беше и 20 минути, само тоа беше рекордно, ама тоа веќе беше намерно направено. Како Затоа мислиш што намерно? намерно направивме затоа што решивме да играме мајтап со одредена личност во владата и поставивме прашање што знаевме дека нема никогаш да ни се дозволи да биде одговорено. И тоа што викаме сега за 20 минути. И се јави. Вие сте ненормални. Ето. Добро. Морам да те прашам. Ова повлекува ли само цензура? Онака гледаш дека звонат и после известно време си викаш Јас сум стручњак за самоцензура. Значи така сум се изверзирал овие последните 3-4 години за самоцензура што си се одушевувам сам на себе. Значи имате работа која што треба да ставите на насловна, така? така. И викаш ова е за насловна, ама знам дека ако ја ставам на насловна ќе ми се јават, ќе имам проблеми, па не знам што она. Или пред тоа они се јавиле за секој случај. Добро. А од друга страна знаеш дека читателите ќе ги изневериш, бидејќи Ако не го пуштиш тоа. бидејќи мораш да го пуштиш. Ти не можеш да не пуштиш дека имаш штрајк на лекари, Шо на пример. преш? А Нино ти бара да не пушташ дека имаш штрајк на лекари. И шо преш? И го пушташ тоа на 7-ма страна, да речеме, горе. Тоа е Они добро се место. Да, тоа е добро место, тоа е десна страна. Они се изнервираат. Има маркетинг агенција, морам да знам. Така да. Тоа нервоза. И викаш, што па сега следниот пат ќе опуштам на 6-та доле. А на И лево. секогаш кога имавме да речеме такви теми за кои што знаевме дека не треба да се пуштат, а ние сме решавале на колегиум да ги пуштаме, ги пуштавме 6-та лево, да, доле. Добро. И без слика или 8 лево доле без слика. слика. Така што така и се И што, зафркавме. не се јавуваат Знаеш што тогаш? ќе кажав на една колешка? Викам, направи го тоа за 6 доле лево ќоше. Така да, да тоа си е се тоа. знае, Да се знае како. Љубител си голем на патувања и мислам дека
Па и сите ќе се сложиме дека нема поголемо богатство од патување и А ја мислам дека тоа се најпаметно потрошените пари патувањата. се слагаме. Имаш ли некое патување, да речеме, за кое си онака не знам, благодарен, да ти е најврежено во сеќавање? Па на пример ете повторно жена ми нели што го смисли секси ќошето. Добро. Реши да ме почасти со тоа што ми било желба долгогодишна. Јас сум фан на авиони. Ти си огромен фан Јас на сум авиони. фан на авиони, јас си работев у првата авиокомпанија Палер Македонија, ја Така. правев инфлайт ревијата таму и фан сум, у принцип. Собирам авиончиња дома, Знаеш се летам за на авиони. флайт Мислам, симулатор, све, да, сите Пратиш они авионски Air Crash несреќи ги пратам, Investigation, све тоа знам. Браво. И има едно место на холандски Антили. Добро. Тоа е Сент Мартен на еден аеродром кај што слетуваат авионите малтене над глава на плажа. И за еден округли роден ден мој, нема да ги кажам годините бидејќи тоа Ти не беше сакам тука да се вака на преќам. плажа? Да, баш така. И е фасцинантно. Значи си одседов 4 дена таму. Што мислиш во многу кратки црти за падот во Мостар на Борис Трајковски? Непрофесионалност од сопственикот на авионот па Најново нешто од Горан Михайловски, тоа е новиот проект кој што фактички се надоврзува на веќе, не знам, нема кој не ја знае, колумната Сакам да кажам, воедно си имаш и сајт Сакам да кажам СДК, така е? да СДК.мк. СДК.мк, таму ќе има Уствари ги има и сакам да кажам, сакам да кажам. Не сакам да се зезнам како збогум браво, Никола, ала така да. ти е. Што и да искуцаш да излезеш. Во овој нов проект ќе работиш со твојот познат брат. Знаете ли кој му е брат на Горан Михайловски? Кој е? Јовица Михайловски Чичко Кумплук, така наречен. Да, таму ќе бидеш заедно со Јоцо, така? Да. Што ќе пробаме. биде? Ќе видиме. Ќе видиме. Мислам дека ќе биде коментар на моите коментари. Коментар на коментар. Да. Тоа е убаво. Види, сега влегуваме во нешто непознато. Ја ова не сум го работел. Значи ја многу пријатно си се чувствував во печатен медиум и тоа така си го гледав, значи ми А беше сега во опипливо. ова дигитално Ова ми е време? сега нешто виртуелно, нешто негде ми кажуваат некои Некои виртуелни сервери, сервери, клаудови. негде некои чуваат магазини, кој знае што прават. Аха. И бидејќи и кога оди колумната во печат, Добро, тебе ти изгледа јако, добро. меѓутоа кога оди на интернет, бидејќи на интернет има разни други будалаштини, Има. можеби не е тоа како што одело во печат, ќе мора можеби да се заекне со уште некаков Аха. коментар и затоа мислам дека тука Иако и сега брат ти е ќе ми многу помогне. читана и вака на интернет. Кого од политичарите би го носел во кафана, би му ја удрил една и кому би му ги оставил децата на чување? Кого би го носел во кафана? О, Првиот. може и починати. Ајде, кого би го носел? Стево Црвенковски. Стево Црвенковски. Да, Со црната брада. црната брада. Зашто би во кафаната? Затоа што Стево. човекот беше еден од нас. Прво беше прилично забавен, иако изгледаше Сериозно? немтур. Ајде. Знаеше да раскажува убави анекдоти. Добро. И кога одешме во кафеани, Добро. тој ги бираше народски кафеани. Кому би му ја удрил една? Не сум човек што би удрил А некој. сега Не, и ти, немој како Каролина да си. Сега јас, па сега. Ти си првиот што не одговара на ова прашање. Кому би му ги оставил децата на чување? Од политичарите? Да. На никого. На никого. На никого. Па што децата да ми ги научи некој да крадат или да лажат? Мислам, тие треба да бидат добри деца. Што мислиш во многу кратки црти за падот во Мостар на Борис Трајковски? Кој е твој тейк за тоа? Си истражувал? Сум истражувал. Ги читав детално и новинарските извештаи кои што беа неписмени. Неписмени? Да. Да. Мислам се правеа многу грешки сега, добро, Так, ние не так. можеме да Добро, да добро, знаеме добро, се. добро. Па не биле експерти И тоа. ги потоа ги читав и овие официјалните извештаи. И мислам дека е тоа еден сплет на околности кој што само покажува како се работи у Македонија. Импровизацијата, не знам, не работела батеријата, не биле пратени на дообука, односно на флајт симулатор што мораат да одат Добро. пилотите. Не биле обучени за визуелно слетување во такви услови. Очекувано било тоа да се случи. Лошо одржуван авион, пилотите не вработени, не биле пратени на флајт симулатор. Така, невнимание може да се каже, значи некако не професионалност. Па, да, непрофесионалност од сопственикот на авионот па Надолу. надолу.
беше хуманитарна акција за Ели, која е 8-годишно девојче како и мене. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Вистинско темно. Златен даб. Дарк. Хидромал Флекс, број 1 хидроизолација од Адинг, гарантирано сува во вашите купатила, кујни, тераси, бањи и подруми. Македонски производ и докажано најдобро решение. Хидромал Флекс. За начинот на употреба, дозирањето и примената задолжително консултирате се со вашиот матичен мајстор или градежен инженер. На брзинка, светло или темно? Значи, ако е овде 20 часот, во Киото, Јапонија е светло или темно моментов? Сега? Темно. Точно, темно е, браво. Таму е 8 часа понапред. Сега, ќе ни се придружи еден многу фин млад господин тука. Човекот кој во моментов е една од најпозитивните работи што и се случиле на Македонија и на интернет порталите би кажал, а тоа е Јован Дукмеджиев. Јован, дојди! Запознај се со Горан. Јован беше многу актуелен пред извесно време по порталите, читавме сегде. Ти направи, како рече Пајак, што е Јован? Народен херој. Народен херој е Јован. Ти го викаат ова често во последно време? Па, не сум го слушнал многу пати. Народен херој е нешто ново што го слушаш? Да. Па добро, а како те викаат до сега? Супермен? Не. Не. Добар господин? Не. Не, Туку? Што како ти да викаат? кажам? Браво царе, гарант ти рекли. Браво Јован, така. Браво Јован. Беше близко, за малце како горе. За малку, за многу малку. Ајде им кажеме, значи, на сите што не гледаат, уште еднаш да се потсетиме. Ти направи еден многу убав хуман гест. Што беше, раскажи ми? Па, гестот беше хуманитарна акција за Ели, која е 8-годишно девојче како и мене. И сега моментално е во Америка, во САД. И нема пари за операција, па мајка ми видела на Facebook, на интернет, не знам каде. И пред да отидам во училиште ми викам, Јован, сакаш да одиме и да на плоштад и да донираме за Ели пари? Јас се викам, се разбира дека може. И првиот пат собравме 8.800 денари, а вториот пат сега во сабота беше, оваа сабота што беше... Така? Собравме 54.000 и нешто. Вау, Јован, браво! Браво! Сега ќе пробаме и уште повеќе да собереме, затоа и си ти тука. Да. Како ги собравме тие парички? Што правеше ти на плоштад? Им одеше од луѓе, им взимаш од џебови? Тоа би било веќе крадење. Точно така! А ние не крадеме. Што правеше? Свирев на плоштад со мојата гитара и собирав пари. И собираш пари? Да. Значи, може да се каже дека добро свириш на гитара? Па, зависи кој прашуват. Еве, ако прашувам јас, ја мислам дека свириш супер, не добро, дека супер свириш. Дали сакате да го видите, Јован? Јас сакам да те видам, да ти кажам, се договараме да ни отсвириш на крај на емисија нешто? Може. А додека Јован свири, значи ве повикувам сите што не гледате сега и што не гледате и на интернет, why not? Значи додека свири Јован, на бројчињата што ги гледате доле на екраните, донирајте и вие и помогнете на оваа прекрасна кауза на Јован за Ели. Така ли, Јованче? Да. Така, окей. Остануваме ние тука, уште нешто имаме со Горан сега. Ова е минута со Young Dern.
бидејќи толку ни треба на ден за да бидете чекор поблиску до убаво лице. Ете така. Сега, Сузана е тука да ни помогне на мене и на Горан да ја изиграме играта, што нема, има асоциации со цртање, ние си ја викаме, гледај за што се работи. Имаме листови пред нас, така? Добро. Листот визуелно си го делиме на 3 дела. Добро. Горе сега имаме задача да напишеме една реченица било каква. Значи, скроз било каква на светов. Ајде. Готово? Ето така. Сега си ги предаваме еден на друг листовите. Значи, така. Оп, тоа кај мене, ова кај тебе. Тоа што пишува горе, треба да го нацртаме во втората третина. Готово? Сега го превиткуваме горниот дел, значи за да не гледаме што пишува. И уште еднаш си ги предаваме листовите. И сега имаме задача да го видиме цртежот и да пишеме реченица врз база на цртежот. Добро, сега ми ги давате сите тука. Во првото горе пишува сакам да кажам, па доле има човече, а најдоле пишува изразување на вистински чувства. Искувило. Пијам чај како луд. Цртежот, не знам што означува тука. Пиво. А доле пишува дај едно пиво. Од Good Nature на Dub свртеа луѓе. И на крај ова е најретардирано убедливо. Значи горе пишува ги сакам децата, те молам зумирај да го видите цртежот, бидејќи доле пишува заљубени сперматозоидчиња. Сузана, Јагдер, Горан не го испраќаве со празни раце. Good Nature имаш тука, овде имаш од витаминка и Орео флат те праќаме да одиш и да си пробаш јунешки бифтек. Горан Михајловски беше ова во 1 на 1. А сега останете на Телма, го гледаме Fair Game, а претходно Јован со ексклузивен настап. Ова е Перо. Тој има тросовен стан од 80 на квадрати. За само 2500 денари месечна рата. Перо стави прозорци од врвна класа и автоматски алуминиумски ролетни низ целиот стан. Прозорците штедат толку многу енергија, што Перо за 2 години заштеди доволно да ја купи автомобил на Мира. Мира де сопругата. Роломатик. Врвниот квалитет никогаш подостапен. Хамет! Сега! Како се поминавте кај жара? Супер релаксирано, по принцип се потам пред камера, но дека беше добро.